се почесто гледам во последно дека се помалце луѓето имаат осет во живот или чувство на македонски, нели? Пошто ние во Битол осет си го викаме осет, ќе крстиме емисија. Ако чим јарно, ако не знаеш како, кој те праш? Битно муабето ми беше дека толку осет немање народ, тоа е чудо некој. Се нормално не викам за сите. Не може сите, ако немат сите осет, тоа е веќе крај. Ама ако ништо друго, минимум по една личност во животот познавате, ако не и сите, што стварно немат осет. Дали било тоа осет за време, дали било осет за галама, за зборање, сам пример велиме, за јадење, за што да е. Битно негде тие нервните завршетоци не ја пренесват сигнало, не го пренесват до мозокот, кај што треба речи чекај малце, дај малце осет да има. Така, кој што зборавме пример минатата епизода за луѓе што немаат осет со украсвање. И со оваа епизода ќе збораме за други работи во кои се нема осет. Ама прво да имам осет јас да ја пуштам шпицата, оти може и јас да заборам, да изгубам осет за време ме сваја. Оти малце зборам зато. Ајде на шпица и одиме. Пуштај вата. Прво немањето осет ќе го почнеме од луѓето што се греат на дрва. Пошто нели грејна сезона почна, студи, дрва се крадат, оде се купват на големо. И сето е тоа во ред, убаво е да си се грееш, како што ќе те стопли дрвото вака како што ти ја милва душата, ништо. И тоа е се до тука со осет, така? Добро. Ќе му ги дојсат дрвата и ќе му и турат на пато на уличето, уличето тоцка овака едно количе бе. И се сите што се од тука натаму до крајот на улицата не можат да излезат. Знаеш како? Кој те прашва бе? Нити знаеш кој ќе му и дојсат, нити имаш идеја за да се спремиш или да осташ колата од таа страна или да си купиш тоа што ти треба да излегва. Појма немаш. Дали имаш ти потреба медицинска ваква, да не е битно. Битно него дрвата му стигна и са дур ги растовара, дур дојдат да ги сечат, тука осет заборајват, па да не правиме муавет, па го дојдат да сечат. Тоа осет немање се то крајне. И ајде ќе речиш него има луѓе ќе му и растоварат, ќе ги сечат, ќе дојдат луѓе ќе му сечат, све ќе средат, ќе спаковат за некој сат завршени. Има некои луѓе што така ги остават, па са ти ако можеш помине, ако не, кој те праши? А бога ми има луѓе што не ги ни сечат дрвата и ги си ги остае пример за физкултура. И ги земи рачната пила и зг. Тоа е супер. Чи нема нешто поубаво тоа да можеш да останеш во форма. Арно, ама во еден така да речиме нормален свет, кај што се има осет, то сечењето дрва би се правило попладно или после 12 сато да речи. На сред бел ден кај што можеш убаво да си извежбаш, да си истражаш дрвата, да си спремиш за другиот ден за савајле, да се спремни така натаму. Арно, ама не бе, овде кај нас се станва во 6 савајле во недела и му влегваш. Зг, караш врниш во меѓувреме. Да јачи на селбата. Се ги речиш колку се слуша тоа убај џамо и ќе клајш ово она. Качи се некој спрат погоре да виш како се слуша. Или па имаш бистри комши наместо рачно ќе ја извај пилата моторна. 6 сато савајле. Другото. Добро бе се сечат дрва во 6 савајле, особено па во недела. Осет се има малце од малце. Јај добро ќе те разбуди, ќе речиш во ред. Може да има потреба човек, еве сечи дрва. Ќе сечи некој ќе се прибере. Уживај ватуле. Од 6 до 12. Да беше кабил 20 кубици ки сечеш. Виш уште поако не беше нима жена беше опрашања, лалда му. Ама сати уле. Викам на жената и сега да завршат и да одат попладневна дремка да удрат и да ми јас наđам. Што ме грло држи. И то дуво да му пукниш наđам од нигде никаде. Ако ти еш опратот савај. Или па уште поако во 3-4 савајлето ноќта. Звучникот пред џами да го акниш и на микрофон. Сите се разбуди. Ама не го прави што те воспитвале осет да имаш во живот. Исто така сигурно ќе се најди некој бистар комшија што ќе му текне дека сечени му се дрвата, ама не успел да се исцепи по пладнето за да има савајле и ќе стани в савајле 5-6 сато пред работа, цепни некој дрвце како ти. Кој си па ти за тебе тој да цепи поручек таму кај што цепат нормалните луѓе? Ќе си цепи савајле. Уште поако та моторната пила урла, ама само урлање, еден звук е. Секирата не ја слушаш само од надвор так, туку и земјата се притресва. Значи имаш и так, имаш и вуп одоздол. Басоите да манат, не све. И 6 савајле. Ки ќе го расцеп. И ти ќе се подразбудиш, ќе речиш ајде тропна некој му падна нешто. Таман ќе задрниш пак. И тука сваќаш дека не му падна на некој нешто, туку осет се нема малце, ама добро. На крајот на ден кој те праша? Сега ќе речиш како кој те праша, ќе ќе му речиш. Дали ти мислиш дека ќе се разбериш со некој што е станат во 5 савајле да цепи или со моторна пила дрва се? Сам чисто информативно те прашувам, мислиш дека ќе се разбери? Мислиш дека ќе има осет за твоето барање? Како има осет не цепел бе, не сечил дрва во 100 сато савајле. Ќе знаел дека луѓе одмарат во недела. Арно, ама очигледно не му е гајле. Исто така, истото се случва пример со бормашините. Пример живееш во зграда кај што си има некаква табла или треба да има место кај што ќе пишат луѓе ако нешто се реновира, ќе клај претходниот ден утре савајле во толку сато почнува реновација. Арно, ама кај нас не се кажуваат такви работи, ме сваеш, ако ти чини арно, ако некој те прави и ти си легнуваш во
ни едно време во сабота ноќта си работел трета смена нешто што дае, легнуваш са вајлето и таман ке задреми. Осет да се нема. Ќе уште поако тие бормашините, небитно е кај буши во зградата, може и на сосем 10 ти спрат друг некој зид што нема врска со твојот да буши, нема везева. Кај да буши дури во соседната зграда да бушат тебе како овде вака те маваќе ти ви. Спиеш и овде некој ти прави. Исто така кога ќе спомнуваме згради, во секоја зграда има некој оперски пејач. Сам не по професија. Ние што сме по професија оперски пејачи или пејачи општо, довде ни е дојдено то пеењето и кога станиш од савајле саш мирна да ти е глава. Сам не ни станваш во пече савајле, ама тоа е друга работа. Немате, овие се туш оперски пејачи или нужник оперски пејачи, ти само таму му текнува опери да пеат, ти убаво му одбива од плочките ме сваја. И са 5 сато савајле, 6 се спрема некој за на работа, некој спие пошто работел и туку од нигде никаде ќе мани некој звук. Соле мио. Сам така нив му звучи внатре. Тебе ти звучи ко некој нагла ти урла. Е така звучи надо. Ама то не ги обесхрабрува, бе. Ќе амана цела песна па што сакане. И не е секогаш опера во праша. Може да биде и јас сум југословенка, не е битно. Битно да излези лошото со песна дено да почне. То што другите спијат, то нема весе, бе, бат. Нека спијат, амам па ти седиш озбора. Или па има луѓе што на пример станват од савајле и звонат на телефони и јачи цела зграда, бе, бат. Не знам што ги тера од савајле, кав ги да почнува. Ти спиеш и почнува некој. Ама не бе човек, разбираш ли? Слуш ли ме што ти говорам? Тоа не може така. Але че ќе те разбуди, почнува Јанза те ади шо е тоа што му го збора се, оти не може. Комшиското однатре ќе ти излезе. Не битно што не може, битно јачи зграда. Или па на пример имаш комши што нема кога генералката да прави, многу се зафатени во веко. Спиеш ти 5 петипол савајле и едно време слушаш. Вика, шо се дешава се? Вајда не чисти некој со правосмукалка во 5,5 савајле. Како излегваш од спалната, сваќаш дека некој стварно чисти, усисава во 5 савајле. И во 6 сато пушта јас сам југословенка, пошто нели без музика не се чисти. И ти го гледаш сато, 6 ден, недела, ти си решил да си се одмориш, да си станиш подоцна, лабаво, ручечово, ама знаеш како? Кој те прашва, бе? Сам никој не ти брани, ти може да си спиеш, ама од едната страна ќе има од другата од третата надвор од четвртата анда. Амам па ти што се секире. И ти па за едно спиење какви сте направени. Не се донаспав. Или па ќе се погодат, ќе станат за на работа по ќе комши да јачи улицата. Хајде жо и ти прва смена. Што се дери? Како не ве мрзи од савајле да зборате уопште, камоли дурлат. Јас вистина сум брборко во векот, кога станам савајле ме мрзи да постојам море. Флегма до тука бит во успорена снимка. Дур станиш од спална до WC, па дуроиш дневна да се одмориш од спиењето, па дур нешто се направи тука за јадење, за пиење, тоа е лабаво, брат, процедура за ме, полека. Макар и за на работа, кога сум за нешто, станвам порано, станам дурово, она све е во тишина. Пред се јас неќам галама, после неќам ни жена да се ја разбудам, па камоли да разбудам некој трет, што викаме тука да ме колни од савајлиње. Без разлика дали седам во стан или во куќата или кај било. Исто како што неќам мене да ме разбудват, неќам и јас да ги разбудвам други. Не му прај на другите тоа што некиш да ти го прат тебе. Арно, знаеш како? Кој те прашва? Овде сите сакат цена, сите да му прат, ама нив никој да не му. Демек тие може да те разбудат кога сакат, ама ти немој да ги разбудва. Немој, молим те. Одма се вреѓат луѓе. А што ти збора море, крало и кралици си. Ако ова година во видеата нешто установивме или свативме, тоа е дека сите се крало и кралици во држава. Мислам во глаите нивни ме сваѓаш. Не е џаве пишано од главата си пати. Побратим. Ама тоа е. Дека ќе се смени нешто со овој осето, не верувам. Може да евентуално да ги поттикниш луѓето. Ти знаеш како ќе добијат внимание пошто не го добиват во векот. И кој видат дека некој му обрнува уште толку ги тера да прави. Безо се тработ. Ама нема врска, наше е да си кажи. А го чини јарно, ако не, кој ги праши? И доста е за ден. Мора малци со времето осет да си има. Со муабето ќе продолжиме наредна епизода, пошто има тука што се збори. Толку од мене, поздрав, имајте убав ден.